Нафтата во Македонија е наевтина во регионот, тврди премиерот Христија Мицкоски во денешната изјава. Иако според него ова од една страна е позитивно, од друга страна создави одредени проблеми. Голем број граѓани од соседните земји доаѓаат да точат гориво во Македонија поради пониските цени. Па на дел од бензинските пумпи, особено во пограничните места, горивото се троши побрзо од очекуваното. Фактот е дека како држава имаме убедливо најниска цена на нафтата. И тоа во моментот можеби е добро од еден аспект, но од друг аспект во дел од пограничните општини и посебно бензинските пумпи во пограничните општини се создава притисок од соседството, бидејќи голем број од граѓаните од соседството доаѓаат да точат дизел гориво посебно. И затоа се случува да на некои бензински пумпи побргу од тоа што е очекувано снема гориво, но тоа брзо се надоместува. Државниот пазарен инспекторат е континуирано на терен, нема прекини во снабдувањето, но ако си има предвид, да речеме, ако е кај нас после нивелирањето на цената вчера од страна на регулаторна комисија за енергетика, дизел горивото литар 1,39 евроценти, да речеме во соседна Албанија е 1,79 евроценти литар, односно околу 30% поскапо е. И логично е да имаме притисок во западниот дел од државата. Мицкоски кажа дека се очекува притисок и во наредниот период кој што следи. Потенцираше дека државата има доволно количини на горива и нема опасност од било какви недостатоци, бидејќи тие како влада ја следат состојбата. Така во Србија е, да речеме, 1,73 евроценти, што е отприлика некаде околу 25% поскапо од тоа што е во Македонија. Во Косово се варира цената, но достигнува до 1,52-53 евроценти, што е некаде околу 15%. Во Грција 1,59 евроценти, односно Косово е отприлика 10%, а во Грција е 15%, во Бугарија е 1,41%. Така што во регионот имаме во моментот, како што кажавме, граѓаните во Македонија имаат најниска цена за дизел горивото, а слична е цената и со бензинот 95 октани и 98 октани. Очекуваме притисок и периодов кој што следи, но имаме доволно количини, разговараме со дистрибутерите и со компаниите кои што ги снабдуваат граѓаните и македонската економија со нафта и нафтени деривати. Во моментот нема опасности од било каков недостаток, така што ние како влада продолжуваме да ја следиме состојбата. Инаку од вчера на дел од бензинските пумпи во Штип се забележени редици од граѓани кои со своите автомобили чекаат да наточат гориво. Дел возачи истакнаа дека поради зголемената побарувачка, на некои места се дозволува точење гориво во ограничен износ, односно до 1000 денари.